уште една гостинка во студиото 3 на Македонската телевизија. 2022 беше сериозен предизвик за сите нас, воедно и за службите кои што години наназад работат во интерес на граѓаните, како е екипирана брзата помош за време на празниците и како е заокружуваат тие оваа 2022 тема на разговор со доктор Милица Бубал, раководителката на итната медицинска помош. Добро утро и добре ни дојдовте. На гледачите на Македонската радиотелевизија. Знам дека имате полни раце работа овие денови, но добро е граѓаните да знаат дека брзата помош е екипирана и на располагање на сите нас. Пред да продискутираме за тоа како сте екипирани и како функционирате деновиве, ајде да направиме еден пресек на оваа 2022. Како заврши за брзата помош? Па, секоја година е полна, значи, за итната медицинска помош, секоја година е полна со предизвици и динамика. За жал го немавме она напорна компонента, ја немавме како што имавме предходните 2 години за време на пандемијата, али сепак динамиката не изостана и нормално непредвидени ситуации милион. Така да се надевам дека наредната година ќе ни биде помирна. Најголемо е темпото и најинтензивно за време на празниците, тоест овие денови. Како сте екипирани? Значи, точно е, бележиме последниот месец дена, да речам, бележиме зголемување на бројот на интервенции во однос на претходниот период, со тоа што повеќе се поради прославите, нели, алкохолизираните состојби, собреќајките, екипираноста не е иста. За жал, мислам, тоа е тоа, со тоа располагаме во моментот. Имаме 8 екипи во текот на дневната смена, во текот на ноќната имаме 7 екипи. Збориме за теренците и нормално дежурните амбуланти секоја вечер работат сите 7 се уште. Има ли зголемен број на повици овие денови што бележи итната медицинска помош? И зашто најмногу се јавуваат граѓаните? Значи, шарено лико е во целата ситуација, заради тоа што, нели, сега имаме и ек кога грипот на некој начин, па и ковидот повторно имаме симптоми, се јавуваат за совети, се јавуваат, нели, сепак за пријавување на несакани ситуации. Така да постојано телефоните звонат, посебно, нели, во текот на вечерните часови, што не беше вообичаено, заради тоа што повеќе се интервенира на алкохолизираните лица кои што прославуваат. На што треба да внимаваме во овие денови? Празничните денови се денови кои што не поминуваат без многу храна, тоа е дел од нашата традиција. Секако и има многу алкохол и кога се консумира алкохол, се надеваме одговорно, но што треба најмногу да внимаваме сите ние, меѓу другото и хронично болните? Значи, секој пат препораките од наша страна се исти. Хронично болните треба да се консумираат редовно терапијата, значи, треба да се внимава посебно кога се прославува, колку се внесува количината на алкохол, да биде умерена, доволно да малку не расположи, а сепак да не претираме, затоа што нели, секој повеќе внес на било кој алкохол, мислам на алкохол може да не доведе во несакана ситуација, па уште и ако управуваме со моторно возило, во тој случај може да предизвикаме сообраќајна незгода и едноставно да си го загрозиме сопствениот живот и животот на други учесници во сообраќајот. Пред малку имавме гости од Министерството за внатрешни работи кои меѓу бројните препораки ја спомина и употребата на пиротехнички средства. Би сакала да упатиме еден апел за тоа, имајќи предвид дека секоја повреда од пиротехнички средства и вам ви дава работа плюс. Имате ли повреди низ годиниве од пиротехнички средства што сте виделе на терен? Значи, во текот на новогодишните празници, најмногу што има работа, значи, се тие познати физички присметки од алкохолизирани лица, како помеѓу себе, така и им бележиме, значи, податок дека и биле напаѓани нашите екипи од од група на алкохолизирани лица, али помал е бројот на бележење, значи, на интервенција од пиротехнички средства, али сепак и тие ги има, не изостануваат и можат сепак
значи не доведуваат во ситуација која треба хитно и ургентно да интервенираме. Споминавте, подготвени сме да работиме во интерес на граѓаните, можеби немаме доволно екипи колку што посакуваме, но и тие што ги имате се подготвени. Како тогаш ние како граѓани да процениме кога е вистинското време за да повикаме брза помош, за да не го одземеме повикот на некој на кој што му е попотребен? Значи, многу пати сме повториле и пак ќе повторам, доколку значи граѓаните имаат симптоми каде што нема пулс, нема дишење, зборува, свеста каде што не постои, имаме јаки градни болки или одземеност на било кој на телото, тоа се ургентни итни состојби кои што треба да се јават на линијата 194. Секој друго здравствена состојба која што им се случува на граѓаните, може да се јават на линијата 194 за да добијат совет и насока како да постапат понатаму. Направиме пресек за 2022 со какви желби влегувате и лични и професионални за 2023? Единствената желба прва и основна, нели, првин како човек. Апсолутно, да. За да имаме сите добро здравје. Значи, таа ми е најголема желба, затоа што, нели, претходните 2 години мислам дека видовме многу несакани ситуации, посебно по здравјето на сите нас. Така да, здравјето да не служи сите и нормално, како раководител на една од најголемите служби при Здравствен дом Скопје, би посакала само да си ги зголемиме бројот на екипите и бројот на возила, за да можеме да одговориме на секој повик на граѓаните и граѓаните да се чувствуваат лагодно кога ќе свртат 194. Се надевам ќе се исполни желбата, тоа е во интерес на сите нас граѓаните. Ние секако ќе се гледаме и во 2023. Благодарам, доктор Бубал. Благодарам на поканата.